Добро вечер до сите вас, драги мои, со најава дека најдоброто во оваа сезона допрва доаѓа. Вечерва ќе ви изненадиме со посебни гости, кои се надевам ќе бидат вистинско освежување за сите вас. Но пред тоа, да ве освежиме со оние без кои не се може, со минералната вода Визијана. Тие се со најдолг стаж во оваа емисија, како генерални спонзори. Водата е пребогата со магнезиум и препорачлива за сите оние кои што сакаат да имаат добра кондиција. Нашите партнери се здравиите и задолжителни млечни производи на бучен козјак. Кој ни ги вкусил, не знае што е тоа, навистина нешто вкусно. Алфи Техноцентар е тука со двата салона во Скопје и Куманово. И иако на две места, јас пак ќе кажам, тоа е единствено место каде имате се на едно место. Производите Нари, што ви обезбедува чисто рент околу вас. Се чисто, се дезинфекцирано и како што треба. Дури комшиите ние што загледуваат кога ќе ви дојдат дома, нема да најдат маана, само користете ги производите на Арис. И незаборавниот и преубав амбиент и момент кој ќе го доживеете во етно село Тимчевски, и како и во нивниот најнов ресторан кој е комплетно реновиран и ќе носи име Еден. Не единствен, ама ќе биде Еден и тука веселби ќе прават луѓе од цела Македонија. Помина она лакрдија, конечно од бокс помеѓу Джейк Пол и Майк Тайсон. Тоа повеќе ми личеше мене на бегање, отколку на боксирање. Шетање по ринг. Бидејќи, нели, сите знаеме каков звер е Тайсон, иако има 58 години. Иако тој сака, кога ќе тргне човекот, едноставно гризе. Уши посебно. Да. Веднаш потоа Тайсон не исклучи можност за нова борба, значи не вели дека ќе се пензионира, исто како и Джейк Пол, но со друг противник. Веднаш се појави и оваа слика за која не знаеме дали е вистинита. Ама, знаејќи дека Джейк сака да боксира со исклучиво многу постари од него, не исклучуваме и дека е точна информацијата, па по тој повод имаме и официјална реакција, која јас ќе се обидам да ја пренесам во оригинал, што нормално ќе биде, нели, многу тешко. Вие подоцна ќе дознаете и зошто го правам се тоа сега јас. Значи, официјална реакција од поранешниот ни премиер. Абе, види да ви кажам, јас сум тренирал бокс како млад, што може да се види од приложената фотографија од моја стан. Јас удирав по цел ден во джак, а братучедот мој удираше каде што најмногу болеше. По джеп. И да знаете дека сега од овој меч нема да побегнам, затоа што наслушнав дека се работи за милиони и тоа во долари. За разлика од пред 6 години, кога морав храбро да побегнам преку Гепек во Унгарија, затоа што исто така се работеше за милиони, ама во евра. И што дека ќе боксирам кога пак ќе тепам, Исто како на избори. Абе, ќе го тепам како СДСМ во Чешиново, Обрешево, што би рекол Ватче. Значи, било кога и било каде. Пардон, само не во Борис Трајковски, иако може воопшто не во Македонија. По скриптум, поздрав до некоја нова прилика и некои нови милиони. А до тогаш, што би рекол новиот премиер, никогаш Северна, само Македонија. И нормално, заветна. Ето, веќе ви рекол, во оваа прилика, необични гости, и тоа многу, кои ќе приредат одлична забава, а сосема накратко и дописникот од Унгарија. А покрај нив, еве и што друго ќе видите во Нема љутиш. Кај ќе воде на некоја утка таква, како намрачило се, не збори, а не кажува ништо, мене ми стида да го избавам од такси? Како? Јас сакам позитивни луѓе, бе, мене затоа ми викав ти за комедију ќе бидеш. Употребuje се с повишен тон и е поделотворно ако се стави акцент на последњу букву. Знаеш, сакам да иду за лошко да видам мајмуна. Мислим, виде, јас сам оние мали мајмунчиња што стоју на раме, него има ли поголеми мајмуни?
Ова е, предпоставувам, од реален лик, нешто превземено, додадено, сечено, лепено. Абе, не го знам ја. Не знам кој е. И еве, драги мои, во делот каде го најавуваме нашиот вечерашен гостин. Вечерва ќе имаме една необична забава, затоа што ќе запознаете еден сосема необичен лик од драмата наречена Реален живот. Маестро Перо Курбло! Ајде бре, Перо! Бурта ме мило! Чек да ме усти ми првин камера убаво, да се виду. Тој ли сам доле? Дај! Нек сте ми живи, здрави сви, од сви покрајне од Комадово Јоча, а најпосебно до мојата Бановце. Ајде видиме како сте ми. Ами. Ами и од град сви, па нека биде некој пукло мајке му га. Ами, 8. Куде си бе, да не сам те видел колко време е. Да се изгубимо. Ти ми се изгуби бе. Куде мене кад се возеше, а сак си вие прифатјаци си ги избраја мајке му. Па добро, Ти возиш се по вие приватна компанија, куде мене те нема. Па ке дојде пак. Ја за джабе ли си седу куде бују. Еве едно поклонче сам донија за вас. Малка ли ви давате поклони, па ја да донесам за вас. Па камо бомбонјера, само вино ли да? Па само вино бе мило. Добро бе за почеток, бо. Ово е специјално Шане. Шане овој. Баш кој ме вика оние од приградски населби. Од куде? Шане. Шане вика. Абе слушај мило, ово е жена ми од Лајнско Бербуга е направила директно за вас, вика куде кад идеш там да се покажеш, вика на телевизију ќе те гледам, вика нема на работа, вика целота Бановце ќе те гледам. Па свика. И околни овие покрајне. Во, фала да Бог, ни га дадеш или не? Како бе, нема да ви га даду бе душо. А ја за вас сам га донеав бе мил. Да, кесиче може да си га задржу, па ќе ти иду на славу на некога да га путну, разбираш, да не купујам Абе, ја ќе ги искористеше негде со славу, бе, да ме добре. Абе, кажете ли тие што са ви бе, мајко му? Оезина, А што сте ми па толку големо оставиле бе овдека? Па ја не сум до толку дебела, мајко. Ама стомак сега како мене. А свери се мислиш куде да седнеш? Па на гузицу седни бе. Мајко, од короното, кад беше малка, се поправи. Порано беше, да речете, кој малка држеше на линија. Ама сак малку по короното, кој за седна сме се залегасно, ја прифатња, остана без работа. Па 3 години бе Ботко Перо пројдева од корона. Ама још ме држи. А чекај ти, још ти си у бизнис, возиш си, нели? Возу бе душо, возу такси. Па ја тебе зашто ти викам? Абе ти да ми кажеш некој штос на мене, ја и без пари ќе те возу. Ти знаеш ја колку сакам такви људи бе, мамо, кад ќе влегне некоја утка таква, како намрачило се, не збори, а не каже ништо, мене ми си да го измавам од такси. Како? Ја сакам позитивни људи бе, мене затоа ми викав ти за комедију ќе бидеш. Ја кад седу дома, ја на славу като ти ду, ја прв кажуј вицеви. Си викав Перо вицеви. Па викам кад може бре оние будале, викам одов дека карши вас од дека од да рече оној Тони Михайловски и Сашко Косе, да. Викам па што па да не кажу ја некој шалу мајке. Ја кумано замлате ги викам. Замлате се бе. Абе куде ги текте бе тие што се ви мајка му? И на вас исто. Скидам ви капу. Шане. И прстен чисто и ти имаш како мене, ама сача сам бољи. Погледни го мој златан сам. Ја мој бел е, Абе душо, ти на злато си удрија, ја на сребро. На златно, овој жена ми Сладјана. Мислу ја некад го викам Сладјана или Сладјана. Од плату да не е штедила да ти го купи. Од плату? Да, од синдикат. И ланаци, прстен, све знаеш злато. такој милно Сладјана или? Не душо. Ја кад се наљуту, викнуву Сладјано. А овакој кад не, викам го Сладјано. Сладје. Или Сладје, тој па треба да сум у добро расположение. Каде е Сладје, у хотел или у такси? Кој знае кој го вози бе душо? Ја не го возу сигурно, не се качило куде мене одамна. Абе душо, овој лампиче убаво сега направиле. Овој панорама на Куманово. Не сум го видеа колку време од Табановце не сум искочија, мајке му. А поглед која лепота овој. Куде е, на куде площад ли е овој, куде? А, фина работа. Има ги свогде. Кажи ми, кога возиш највише, кажи ми, у такси, кои се ти најболи муштери? Да плюкново жвакајќу. Очиња малко да ме и опроштење, мислам опроштење на публику. Што кажеш со опроштење, не треба... Еве опростише ми сак може да зборам малку боље. Слушај Шани, куде мене има свакакве бударе доаѓа в душа. Има? Имав мило свакакав. Кај ќе дојде па ја га погледну овако, викам еве онеј пат ми бева некој дошле некои србијанци. А некој муж и жена. И сак мене, ја ги гледам дека нагласак малку ми чудам, дека некако како да не су од тој. И ја га питую, викам, од куде си, викам ти друже? Ја га гледам на ретровизор. А овој вика, ми смо из Србија.
Јужна Србија? Не, слушај, ја га питуј овај, а жена му се жена, она па приглува исто како мој сладено. И вика, што те пита? Прашуе га. Ова вика, одакле смо, вика, од Србија му кажем да смо. Аха, ја га гледам тако па га погледна на ретровизор. Вика му, абе душа, а куде викам, одакле викам из Србија тачно? А он мене ми каже, из Врања смо, знаеш. И овај га па питуе, вика, што те праша, пошто не глува не чуе. Овај вика, кажуј му од кој град сме, од Врање. И ја викам на крај стига, викам, да му кажу, викам, или не, тако е погледна, викам, абе, знаеш ли што, викам, сине, ја тако му викам. Мој најлош секс, викам, да ми опрости јавност, викам, најлоше ми е бие у Врање. Ја му тако е кажу на njega. А овај пазе мало па га рчка, кој па га питуе, вика, што те праша? А овој му вика, изгледа дека те знае. Абе, циркузи бе какви има бе. Абе, луда работа. Разни будале се качува. Абе, разни будале бе, коки Ама и таксисти су незгодни. Збори кога ќе почне, А што па сме тако зборимо? А што па сме тако зборимо? По-убаво да зборимо. Како да го пуштиш да ходи, не да си да ја стегна. Па тако е бе, коки. Ако го пуштиш да се влече по заедно снижне, не мора да се опушта до толку, не е зорилица. Цинј. Не бре, знаеш што, па една господја кога дојде вика бе, сметало да кад се зборило такси, вика би платила и 10 евра ако може, само вика да не се збори у такси. Добро. И она седна. Такој кнедло глота, гледам го нешто сака да праша, ама вика па се кјути викам. Ама ти кјути. Ама ја кјути не се давам, а идем и да го прашам за време, ама кој дека е ладно, викам залади, викам сега мамо му децембар иде порано, сакам да му кажу и снег дека имало овој време и све. А она ништо кјути и она прва залади вика. Ја чуту ништо не му викам, а она залади на мене ми вика. После иде следеќе опасјади, вика. Вика, многу го направише овој улицу, вика, боле. Ја паси чуту ништа. Овдека многу лежеќи и мало полицајци, ја паси чуту. И на крај стигнасмо до одредиште, кад стигнасмо. И ја му викам на њума, имаш 200 денара, викам, за возење и плюс, викам, тие 10 евра, 800 динара тие, викам, за ќутање мое. Дека кажа, ќе платиш, викам, дај плати сега. Абе, Подкопера, зашто ти Она што го вика, курбла? она што вика? Немам, знаеш. Шало се вика. Да. Она се шали, мо перо не се шали. Абе, ја не се шалу, бре, кад сум се шалија. Пари не зијам, джабе не воз. Па сак ми размисли. Кажи ми, дивљак ли си или имаш на радиостанице, тие сега модерни, гледам тој на тој таблет или со таблета, ја знам, пиеш по ги порано, сега слушам ги. Ја, за Боже ме сачувај што ме пита. Какви таблети бе? Какви таблети бе? Абе, тој таблет. А за тој ли? Тој бе, тој што чука. Колку су па услужни тие ја да ти речу. Абе, док не те ја повезу да дојду да те зему од куде треба или ти да ме питаш мене директно на улицу. Ја неќу се погаѓам по телефон. Ја директно работам. Има бед да направи. Ама бе да му кажу како и што е. Па ја не сум таков тип, овие дај на телефон па дојди ово. Не бре, куде перу се знае. Све директно и персонално. Ја сум учен тип. Ја не знам да знате ви. Не. Па ја 2 факултета имам. Па свак таксист има по 2 факултета, па што ме гледате? И енглески ли знаеш? Машински е обавезан за таксисту, а друг факултет е оптимален по избор. Ај, чека, енглески тој полага да Имам. Положија сам и тој. У Пловдив имам сертификат по енглески. Бе, šta ne? Тој е факт. Абе, па јас сам образован ти бе. Уструго ме образова човек. Не, како те образува? Више него Кирил и Методи и Климент и Наум заедно е повише образоваја. А средњу немам, немаше печат за средњу. Чека, има и детективи тамо, што не се реши за детектива, зашто може... Па не, електроинженер, пошто кад ме погледна, вика тебе па како струја да те ударила, вика. Вика, дај електроинженер ќе те правимо, викам, правиме, викам, кад седнемо да пиемо кафе онамо куде площад, викам да се пофалу нешто дека ја имам некое образование, мајко, гледам сви факултетски образовани, викам, дај ја да будам малку образован, мајко, да ги поздраву се гледам. А зашто бре, Батко Перо, те викав курбла? Не бе, душо, курбла бе, ти га погреши 2 пути. Абе, не сам бе курбла бе, душо, јас сам гуртна. Јер гуртна е потрошан материјал. Данас неси, сутра ниси. Не кочи, крај. Први га у ѓобре мамин. За мене Ама го ја денеска Перо сам тој нечите. кој знае куде ќе биду бе. Вагабундо. Да ги поздраву гледалаци па. А што ви убаво малка грејање сега Сиреца попуштиле. на остуди, сиреца. Многу ви допада ми сите писончева кој да ви кажу право, све ви е. Само тој ни е старо, ти кога да виде Ја njega. па баш кој ли га погреши? Ајди како Не, убаво. Гости што Старо загледуваме убаво, паучину дали. Абе, многу ви е убаво, мило. Такој, знаеш и китке, такој убаво сте све овде, кој е убаво, гледај. Да ми дадете раса да отиду на Сладјано да му даду, мош нешто ќе сака да направим, а она многу е по китке. Ако дадемо расот нема да се фати, ти мора да го крадеш, Перо. Не бре, дошли сум ми у куќу, ја поклон ми носот ќе ви краду. Абе, дал сте нормални бе луѓе. За Па нешто И земеш, ви ќе нешто поклоните донесеш. нешто, знам дали сте за поклонби на мене. Кажи ми, Ама може- ја имам сирење доста по оваму. Перо сменили гуме од летни у зимски нешто. О, душа.
Ja ga smeni auto, ne samo gume. Bre, Gume duša. su isti. Gume su i auto ga smeni. Имаше ја порано убаво возилце, душа. Де? Од 300 коња имаше, едно убаво, ама, како се вика, не може да го возу, изгубика клjuč. Ај. Па викам, болje да ga продаду, па без клjuč вози. 300 конја. 300 коња. Куди ги чуваш? Знаеш и што ми се па беше десило? Ја на аутопут 160 го закарам. Па ротација по мене упалив. Дојде застане позади мене, оп, и ја што да викам, дал да ga карам, ја ќе да избегам на 210 или да останам на 160. Овој ме стопира на мене, так, заустави ме, вика, кажи, вика, сак ја вика, ако сакаш и ќе те пушт, овој ја не очекуваше, викам, зашто? Дека сам бегај, викам, ако ми дадеш, вика, ти добар разлог, што никад не сам го чуја, зашто бегаш од нас. И ја викам, сега ти кажа душа, бе. Абе, Сладјана беше оној пут отишла за некога джандара, викам, па помисли да не ми го враќате. Циркузи, мајке му, а му вика, еве ти документи, можеш да идеш. Бе, Абе, те су ти джандари крво. Да не ги наречуте кој после ќе си имам И тако проблеми ја на возиш таванов својата. се ќе идам. Абе, луда работа. А тералите преко граница да идеш, пошто ти близко туди до таванаc. Па вика, ај туј преко ниве до таванаc. О, што свет има на табанот. Имаш ли зелен картон за да праш? Зелен картон? Немам. Немам, не искачам бе. Ја од географија слаб сам ти што ме питуваш овој за себе. Јас знам до кој кино да отиду да одвезу тој до Младо до Горичане најдалеко и тоа е тој. И до државну болницу до Скопје кад иду. Јер знам таму често има како се вика туристи и оној. Да, мислим да возиш овој пут. Да. Крајни дестинации су му све пусти. Абе, Особено кад вози женски. море, ја го Којтино. Којтино, ама милу го беше вози едну комшику моју. И до државну болницу да го возу, па на мене ми вика, мушво се разболе, ја не беше добар. Ти знаеш кој е држава? Абе, како бре, не до Скопје, па бар до там знам, таму имам Бар туре. болни колку си вози. Болни колку сам, па и она па да не е здрава, И бе. качи се мила до тебе. Качи се бе, она коки бе душо и на мене ми вика да ме возиш до државно и сал, што ми појдесмо пројдемо го путарину и она вика, абе, новчаник сам го забравила, вика, враќај ме дома. Враќај ме, викам, како мори ќе се враќамо, викам, не иде, викам, мушти болам, викам, ќе те возу. Па ќе се договоримо како ќе платиш. И јас сашто го пројде и Скопску путарину, после тој на улаз на Скопје, прво едно се окачи улазам и викам, па викам, дај сега да се договарамо, викам, Мило, викам, што ќе правимо? И овај на мене ми вика, викам, ќе поеш ли или што ќе правиш? На нju му кажува, викам, пошто она многу музикална била. И она на мене викам, или ќе правиш оно, и она вика, како? И сега она, ника ја не може да поју, вика, пошто вика, сак муж ми е болан. А да свири? А да свири на као. И тој се деси душа. И овој после го питуваја, Стојко муж. Питуваја го, вика, оно го раскаже причу, разбираш ли? Вика, слушај, ја га вози се с Перо и немаше му плату, вика, и вика, или ќе поеш песму, или она, и она вика, и вика, ти коју песму му го отпоја, овој го прашуе. А он вика, море ти болан у болницу, личи ли ми ја да поју, вика. Онда уирачко она ќе поje, не го. Подруго е свирка. Свирка е друго. Многу убаво. Ајде да говориме еден бизнес, ми се сте. Кажуј. Гости подивам од Скопје, што ви кажете ти, доаѓа па да ги возиш ти да гратис. Има ли Не тие? на гратис, компензацију да правим. Какву компензација бе душа? Тоа што кажа, пари не зијамо, џабе не давамо. така е. ми ќе те рекламирамо, ти ги вози гости. Ја ќе би биду званичен да решу оној спонзор. Званичен спонзор, тој, да, ви. тој што ви дава јогурт, тие такви, ја ќе ви давам вожњи од мене. Ето го, ама идеш тие млади до ми викамо тие девојчиња. Абе, тие јас што сам гледал поја- бе, гледал сам тие певачки таму. Еј, и доли од овде Струмица, рушици не ке радоле дошуе, тие. Перо, возен парк. Перо, гурт. Перо гуртна. И сви Не, ќе ги... не, ќе пишуе возена од Перу. Тако е. Абе, каде знаеш да ги кажеш работите? значи, И нас знаеме да нема ги људи што се договориме. сам гледал тоа се и кога ќе кажете тој бе да се изгуби човек бе тие шале за жену, за шваѓерку, за комшику, за се, тој ми е увек било смешно бе. И доживеа с вас да седу на столот. Овој живот каков е мајке му. Што сакаш да ти кажу? И ќе ги возу. Ќе ги возу до куде сакав. Нема докуде сакам, тоа тој треба да ги донесеш да куде сакам. Тај жената тие сви, ја гледам певачици, имате манекенке, све доаѓа в куде вас. Има, Тие има, с- има и мушки, Тие с има и јаки ботокси мушки, филери пази. с надувани уста, тие ја највише ги сакам. Да те насмееме Како малку. на штанцени се сега една. Сви су исти, Не како може да го копи пасте познаеш. што вика поној деца млади на интернет сега. Баткопера, ја ти посакуju с овие нови мишти да продолжиш да работиш, ми ќе те рекламираме, ама пази, работа ги се с големи. Можеш дупло смен. Сек пак кога ќе зајдем на телевизију како нема да се зголеми, па јас затоа сам изашел на телевизију. Јар такси малку сек планирам да ga намалу. Јер hoću сек малку да пробам да се баву како овие будале што правив. Малку тие сатиру, тој што ga викав хумор, па викам па што па ја да не кажу виц, што ви Смешка кажа. да правиш. Ама за млад тоа ти не. Па за
Пијан малку ли ги кажат сак, Тако е ли? Па што би ми било ја да не изаѓам на телевизија да Место позборам у малку? такси пред телевизор. Па пред телевизор. Па даноска... Пред телевизор дома, застани па на сладју го кажи. Šta be dušo? Pa danas видиш само паметен човек може да изаѓе на телевизија. Кој се Šta, кој све искача па го Не, викам. ја и Коки имamo емисија на Абе кој какви имаме, па викам па ја да не изаѓам да биду нешто. И да изаѓеш. И ќе биде. И ќе биде Коки мило да си ми жив и здрав и да дојдеш и да ме Да гледаш. ургирamo, познавamo луѓе од телевизија, ако не. Ако бе кажи ми тамо, дај ме негде у Скопје, там нек ме има на више места, там сакам да ме има, да се види, да кажев какъв е овој бе, да дојдев да ме погледнев, jer ја тој само од увек што би кажаја тој, сак ја може звучи малку дека ја ма кажави 2 факултета имам, дека негде сум онај Енди Ворхол тој како ga викав, јас сак малку го затепа работот, иде уметност малку да зборам, он каже сваки има 5 минута славу. Ај го литература, свежи очи таа. Абе Степа ми у Табановце кад пуштим овце да пасем овој пуштимо и прочитамо некој од такој книгу, разбираш ли? Место да свириш на фрулу, На ти фрулу, читаш да, книгу. ја највише сакам да читам, тако седну па, али не, овога сам га читал. Овога сам га прочитал све и сакам да возу само познати личности. Тој сам, ја кад виду познату личност, па наешу се. Викам, па што, па не би една позната личност, маме му? Тако е. Сак си познат. Па сак како искочи куде вас на телевизија, викам, најболе, еви, тако сам се убаво облеке за Од телевизија. сак си познат. Посакуju ти среќу. Фала што си ни бија гост да возиш повише. Прво, нафатирај се, па после тој ќе те ставиме на телевизија. Мора да имаш некој денар да ставиш сценографија, овие елементи да малце да уложиш, па да бидеш така звезда. Јер мора и тој да има. Па како ga видиш? Шала шала не иде ништо. Не иде. Треба да уложиш. Шала смешка. Малко е. Така и овие ќе ги да бидеш. подмачкаш. Знаеш ли, гурт на мора се подмачка. Тачно беше, па и овие ќе ги бидеше многу боле да се улажали у земја. Ја ga гледам бе оној дете бе. Кој? Од Којнаре. Оној Жаре. Жаре. Знаеш ли га njega бе, тај глумац? Пушти га бе, Знаеш ли ми зречуваш боца за njega? Добар ли? Не, јас помак имам он слаб кој. Ама чека, познаваш ли За ga те? млатотина бе како не. Возили си? Абе како не сам га возија колку пати без паре. Отиде у кафану, напие се, земе, потроши паре све. Ја га гледам, викам, да не сакаш, викам, ве без паре да ме возиш, викам, па да не сакаш да седнеш и да пију за тебе у кафану, да ти го плату, бе. Ја на njega му викам, викам, дали стал си нормален. Али нема, ја до Табановци, он до Којнарето, ја га одвезу. Тој ми успут, па го оставу тој, викам, ајде нека отиде, викам. Еден пут ли сам возија еднога без Ама паре. мора да признаеш, мислиш го. Абе, док да отиде од дома ќе ги зеде кучиња. Мислу га бе, Коки. Затоа што, па е наше дете бе. Ама многу се качи с тија политичари. Ја му викам немој. Онога Груевскога, онога Зајавога, тие сви. Па тој бе викам, тие су крвопие бе, викам ќе те нафатирав таму, викам, седи не си играј. Колку пат му кажу фату га, а он вика чика Перо бе ти убаво ми викаш. Вика тебе ќе те биде за комедија, он ми га те кажуваја многу. Он ти кажа, ми што га ти он кажа, кажуваја. ќе те биде. Он Готово. да. И вика ти мораш и ја га послушате кој и викам ќе направу ја тај наступ, викам негде, викам и ќе ми дојде да ме гледа бе, добро дете. Готово, Ето. ја те носу телевизија. Фала што Шо не не? беше гост. Толку и ќе ме намавате ли? Ја па стал се Само опушти да... Оќел неќе да Ја па стал се опушти да збору још више. Чек да го дрмну воду бр кад сам до тој да... Виши вода ти следуе. Абе, Шанко. Вино ќе си го земаш или не, пошто негде имало тој поклон на враќање. Тој бе од мој лајнско гербу, тој... Добро. Само кесиче. Сладјана или сладјана, што го викам, она вие, тој све спремила. Фала. Кесиче не ви Фала, треба за Мило. наславу кад иду некад па ќе ga дадам. Фала, Мило. Фала. Ајде, Батко ми живи, Перо. Ај Шанче. Курбла да врти. Ајде, до три пут да. До три пута. Христијански, православно. Ајде. Коки, да си ми жив и ќе здрав. се видиме. Ајде, душо. Пошто да се возиш, да, пак да не дојдеш. тебе, И да се возиш и на комедију Мило да ми дојдеш. Ајде, Ајде. И сви гледалоци на вашу телевизију, да сте ми живи и здрави. Ајде, дуговечни. Ајде, здраво. Ајде, здраво. Ајде. Де бе? Па не ли кажа ќе дојде глумац некој бе? И па кажа, ама, нарете ја човек, ај. Врати ga. Мрш. Еден од најсочни и најчести жаргонски зборови с кои се ставја до знање на некога или нешто дека ви се е качија на глава. Ефектно делуе на луѓе и на кучиња скитнице кои пробуев да ве уапев. Многу лако се комбинира со пцување и ga прави поефикасно. Употребуе се с повишен тон и е поделотворно ако се стави акцент на последњу букву. Ш. Мрш. Обично се ставља пред давање насоку на движење на особа на кој се дава одреден правац. Например,
мрш у своju sobu ili mrš na kraj na red ili mrš u mičku paterinu. Najčesto upotrebувано mrš u moje vreme беше mrš na svoje mesto, u školu mislim. Ako slučajno u ovoj moderno vreme биде употребен збор mrš prema nekoje dete u školu, sankcije bi bile sljedeći. Ке се истерав професор, педагог и директор на школу од работу без право на запослување у школску установу до крај на живот. А против министра за образование ке се поведе соодветна поставка. Море мрш! Ајде, здраво, живо? Здраво, шефе. Иде ли работа? Иде, како не. Што иде, бе? Што иде, бе, све празно, бе? Па ти ништо не си сработаја. Па, размислуј, бе, шефе, за тој не сам сработај. Колку размислуваш, бе? Много размислуј, шефе. Знаеш, шефе, ја никад не сам био у зоолошко. Па што не саш да те фату за руку, па да те воду за ложка? Па може, зашто да не. Знаеш, сакам да иду у зоолошко да видам мајмуна. Мислим, виде, јас сам оние мали мајмунчиња, што стоју на раме, него има ли поголеми мајмуни? Како бе, нема, има поголеми мајмуни, глупост. Има. Колку големи мајмуни? Големи, бе, поголеми, како мене, колку тоа, од прилike тоа. Сакаш да кажеш дека нема поголеми мајмуни од тебе? Не, јас сакам да кажу дека нема да има поголема плата него што е сега. Никад. Па ти па изигравај мајмуна. Некој не смести во првиот дел. Да го најавам вистинскиот гостин, читам, ми се појавува Перо Курблан наместо вистинскиот гостин кој конечно го имаме во нашето студио. Дами и господа, Жарко Јовановиќ. Жарко, добро вечер, добро дојде. Добро вечер, Шани. Дали стварно сте га пуштале овога Перо на телевизија? Кога пушти улетева да не го... Абе, он е будала тешка, ве знам. Знаеш ли? Како не? Улегнава од нигде. Перовика таксиста е од Таванац. Абе, изгледа, Курбула. изгледа свак почна да искача на телевизија. Гурт. Гуртна, Да искача. Да. Овој не искача, Овој улегна. Овој улаза. Да искача. Ја јас се изненади кога го видя тој на врата. Разминастали се ми ти? Да. Ето. Па сакаја нешто да прави околу комедија, да, нешто. Он да почне да прави нешто, стенд-ап, представи. Нека може се среќу, нека проба се, што да му кажа, така ли? Добро, кога веќе ти се доверил Перо, некогаш веројатно при возење, таксисте, што планира? Како не? Колку он сигурно ќе ви каже дека ме возија као за без паре, знаеш, дека он тако збори сега дека знаеш, знаевме, па сака каже дека ме вози без паре. Има го тој причук. Многу луѓе се ми го кажале као. Вика Што планира? Вика сака да наступа. Куде ќе наступа? Барови, ресторани, мислу дискотеке, сега тамо модерно, или планира ипак да биде тој на сцена у театар? Озбилјано намер. Абе, барови валјда са, озбилјане, види се, па што сте га викале во телевизија. Абе, не сме да викале сам дојде. Само, па што ме доше, сигурно е озбилјан. Да. А зешто е интересно? Нели обично викамо, не ме вика на свадбу, не вика ни гости, поклон не носи. Да, така. Он не вика поклон донесе. И поклон и мало. Да. Тој си го зема, тој убаво си го зема. Леле, мучија го е женово да прави. Од сладјата. Сладјана, да. Сладјано, вика Знам ги, они па живи тамо, близко до мене, затоа он знае. Да. Кажане он за те. Зборили? Све ли добро, кажа? Све добро. Да. Значи, оној, ептен, како татко за дете. Да. Тако е. Па добро, да не га мисли. Како мој татко за мене што е збори. Не да е може да ме он жени. Односно намерник да ми е бие. Жаре, ти беше познат по твоите имитации долго време, неколку години, во разни прилики. Сработуваш и со Жаре, еден на еден, неколку сезони. Имитациите, како да ги оставаш сега зад себе, долго време, малку паузи, долго време, не долго, али направи некоја пауза и сега одиш кон, фаќаш некој друг правец.
Па точно, секогаш има место за нови работи и кога една плоча е више извртена, мора да се оди со некој друг стил, нешто, друга, што знам. Зошто кога Да се Господ... смени ракавицата на... Да. на Зошто кога друго лице. Господ ти го дарил тоа, што ретко кој го има, ја капати симнувам за... Значи не се работи за имитација на еден лик, 2, 3. Ти имаш 18 лика да имитираш. Ја колку имаш до сега имитира? Уф, па повише Преку од 10 сигурно. па повише и од 18 мислам, ако се земе се на се. цела тоа е бројка. дарба од Господ. Зошто би бегало тоа, би правил лик кој ова е претпоставувам од реален лик, нешто превземено, додадено, сечено, лепено. Абе, не го знам ја. Не знам кој е. Па не, тоа е друг тип на стендап, друг тип на настап, не знам, кога сакаш да направиш некој, не знам, карактер или лик и сега тоа е некако ми е попредизвикувачки, што знам. Како некој брейк во кариерата на Нешто поинаку и да поинаку, па може би не велиш дефинитивно не за имитацијата, дека не, некогаш да секогаш, ама сега за сега е на страна, иначе тоа може да се деси натаму пак да има некои ситуации или некој текст да биде направен спрема имитација, например како што правев јас порано стендап, тие сите имитации да ги ставам во некој контекст, да кажеме како некои познати личности би во сите ситуации би Така е. коментирале фудбалска утакмица, како они би воделе љубов, како они би, не знам, у секоја ситуација и тоа е секогаш интересно за гледање. Меѓутоа има и некои други начини, други изразни средства со публиката да дојдеш и да. Или Конверзација. оној баш класичен стендап кога нели ти искачеш као јас у прво лице изборувам. И така имав една представа сега баш вчера имав премиера во Скопје во Дом на култура Билјана Беличенец. Тоа беше една комбинација од класична представа и делови од стендап, али оној класичен стендап. За што сум имал ја во љубовта и врските порано, што представува за мене чекање, колку се ја нервирам кога чекам нешто. Значи такви теми секојдневни. Тоа е некој тип на нормален онака класичен стендап. Ово ти е нешто ново и сакаш да направиш нешто особено. Сега сакам да му бидам продуцент или како се вика тоа, менаџер на Перо. човекот, на Перо, и Перо сакам за мене да ја не мора сега да правам стендап, ама него да го пуштам и ако може он така да направи, што викаш, дали во сали или во барови, не знам, ќе го пуштиме прво во барови, затоа што на пробу малку, на тест. малку на пробу да проба во помали места. Па после Перо ако сака може да иде и у сала. И во спортска сала може да Може е за све. нова километар. Добро. После мојот отворен пут Супер. кој да сака може да иде. Убава Ќе идеја. го поддржимо. Ја на мојот YouTube канал и тоест не на Facebook профилите и на Instagram таму. Ќе му дадеш Ајде да простор? зажмуриме, му давам простор. И он е присутен таму, има доста негови излагања, негови приказни на Перо Гуртна, така ги подпишавме. Приказните на Перо Гуртна, а неговото шоу ќе се вика Слушај другаре. За се он што поминал низ неговиот живот, што се работел, каде бил, кого возил, анегдоти, се тоа Доволно е тоа да го кажеш да биде интересно. точно спакувано во еден производ сат време. Делува природно вака, има надеж. Добар е, а? Добар е. Да. Добар е. Е, па е, Дефинитивно ќе давам проценат преводна и гледачите, оценка. точно. Што? Ама човек с два факултета не може да биде. Не може да биде лош. извини ме. А и штом ти се нафаќаш да му бидеш продуцент, Мислам дека ќе го нема утка тука. Кажи ми, ја спомнам оваа представа за која си имал премиера, тоа е подготвувано под закрила на некој театар од Скопје? Не, тоа е, па да, театарот Скопје е приватен театар на еден мој колега. Секогаш последни се вика представата. А неговиот театар е Скоро театар, Скоро па театар. Скоро Скоро театар. Добро му името, пошто Скоро па емисија. Скоро па шоу. Скоро па шоу е така скоро и театар. Пошто и представата е Скоро па представа, така да со тие финанси како што располагаат независни театри, мислам дека правилно име, ја му честитав што му такво име Скоро театар. Лега, на Тој место. Кумановски за малко, па театар. За малку па театар. За Така малку е. па За театар. малку па театар и добро представа беше. Стварно кога ќе има, ја не знам кога ќе имаме репризи, дали ќе имаме, али ги поканувам гледачите да дојдат да гледаат.
Супер. А како е во Кумановскиот театар? Атмосферата, мислам дека не би е лоша. Сега имате една добра надежна генерација на млади актери, убава екипа. Гледавме едно парче кога Марко Трајковиќ беше гостин во емисијата, заедничко, од оваа представа што ја изведувавте на Денови на комедија. И беше вака доста интересно, бидејќи тој глумеше геј, ти веројатно беше, сега да кажам, нормален. Како се наоѓаш во таа ситуација? Гледам дека и импровизирате доста, се впуштате во таа приказна. Како се воздржуваш да не се насмееш кога ќе го видиш? Да, јас имав такви ситуации на проби често, викам, ама на премиера е друго, веќе кога има публика мора да се уозбилиме малце, знаеш. А иначе да, имав такви ситуации кога правевме проби, знаеш, беше смешно. Ја обожавам импровизација и луѓе што се снаоѓаат во импровизација. На таа сцена што ја видов ме одушевите, навистина, многу природно. Па што беше искачање од улога. Така представа, не е класична, сега ние играме и со зид спрема публика, значи они таму си терат своја работа, ние си играме, не. Овдека играме и често беше као искачаме од улога, као контрапункт некој, викам, што правиш бе ти? Викам, дали си нормален бе? Па престани малку, немој толку да глумиш геј, намали, ајде, рипни го тој парче. И после им кажувам на публиката, бе, гледај што прави бе, дај бе намали малку. За да на крај кажеш? За да на крај кажам, Сега и мене ми се засвија. море, после треќу мајко, викам, и на мене ми се засвија, викам, да. Сите, ја не знам дека, не верувам дека некој не го гледал Радован Трети, ми заликува на тој тип на импровизација која во тоа време беше револуција во Југославија и најде на одличен прием кај публиката. Одеа луѓето, не знам колку изведби доживеа, снимена е 200-та представа, таа што ја гледавме ние на видеокасети, има на YouTube, а колку одигра, дали преку 500 представи, не знам, бидејќи Зоран Радмиловиќ почина млад, ама импровизацијата, таму траеше со, не знам, половина час една импровизација. Да, кога ќе Ови го фати... боцка само и он... И он тера. Така имаше, мамицу ти послеќу ти у Нови Сад у позориште, врати ти таму. И не ме директно ќе заврши у затвор и шкапа, знаеш, Да, дома. театарска представа не е класика. Филм трае сат и 34 минута и театарска представа мора толку трае. Све зависи од тој какво расположение ќе ги фати глумци, така. Зборимо за комедију, трагедија, нели нешто што е напишано, толку е, не може да искочиш од рамке, таа е дешавка што е таа. Добро, да, и за комедија углавном свака представа има некои, како се викат. Да, рамку у кој мора да се движиш. Па да, нема нешто, колку и да импровизираш, пак е таа рамка некоја по која што идеш и може малку да има одскачања, ама временски пак мора да има некои шини по кои што се Со сите колеги исто или има разлика? Не може баш секој да импровизира, верувам. Па добро, да, различно е. Сепак ние пак ќе кажам се држиме до текстот, ама имаме некои ситуации, некои од нас кога знаеме нешто да додадеме плюс минус. Откриеме на публиката при првото гостување, не те праша во врска си или без врска си? Во врска или без врска? Во врска. Во врска? Ту пропаднаме. Зашто? Сакаш да прочиташ нешто. У врско или без веза си? Без веза, Со везу или без везу? С веза или без веза? Ово е за овие што дека зборуваме македонски, па ете малку предизвик на кумановски да видат луѓето дека знаеш да зборуваш. Ајде да видиме што е. Ај прочитај ово, ама што пропаднаме кога ја више не можеш да вој. Лоша информација. Еј, добро е овој. Да можеше љубов да е доступна на сви и у свако време ќе се викаше бурек. Кој што тоа ги правимо, нели, кад сме искачале И тој четврт. под чаршију, нели, кад се надамо дека нешто ќе прибавимо, што се вика, кад идемо по дискотека. Си искачав пуни наде. На крај завршимо с четвртину бурек и јогурт. Четврт бурек, а Тој нема да полицајец... ти избега. Нема да ти избега никако. Четврт бурек с месо, а полицајец позади пети со сирење. Што вика, има доста околу него шале, да. Колку сакаш? Нема да те замарам многу со имитации, реков ми ги ставаме на страна. Само ме интересира кратко, бидејќи беше актуелна сега оваа борба помеѓу Майк Тајсон и Джейк Пол, како го викаат веќе. Знам да тој инфлуенсер, јутјубер. И кој Победи бе тој, Тајсон загуби. Сега велат чиста местенка, па повреден бил Тајсон, ногата му беше бандажирана, не е важно. И гледај сега што се појавува, као нов предизвик. Breaking.
го предизвикува Никола Груевски. Груевски. Што би одговорил на ова Никола Груевски? Што би одговорил? Работи избегуваат контрола, јас сум во Бангладеш. Ако иде да ga тражи у Будимпешту, овој може да биде више за Бангладеш. Он кај те тесно, знае да фати ga сокач. Прво десно. Чекај, ми јавуваат од режијата дека имаме некоја реакција. Старо, пошто си најмлад, најблиско земи, имаме Најмал некоја или реакција, најниско? официјална реакција, ми се чини од Никола Груевски на овој предизвик од Джейк Пол Джейк. Како се вика бе човек? Ајде реакција. Джейк Пол да се Пол. Реакција од Никола Груевски, официјална као, да видиме што вели човекот. Ја ќе пробам, ама не сум тренирал, само ќе пробам. Постскриптум, поздрав до некоја нова прилика и некои нови милиони. А од тогаш, што ви рекол новиот премиер, никога Северна, само Македонија. И заветна. Сигурно. Добро, ја не тренирам, многу се обидувам. Тешко е ова да се направи како што ти го правиш. Дефинитивно. Ова ми е прв пат да пробам да го имитирам, ама е многу тешко, а посебно кога се влегува од лик во лик. Ти одиш од Стојанче на Никола, на прва емисија се сеќаваат гледачите, кога правевме инцидентно без никаков договор. Импровизација. Моje прашање, а ти одговараше и ги бираше ликовите? Значи не беше договорено ништо и кој би одговорил? текстот, Кој најмногу одговара? кој би дал најдобар одговор. Тоа е, ти велам, од Господ дадено и треба да го чуваш, да го имаш и некогаш да ни го вратиш. Но ти најдобро знаеш за твојата кариера, верувам дека ќе има и некои други прилики да те видиме повторно во таква ситуација. Полека се ближиме кон крајот на твоето гостување. Изгледа Перо ни го зема поголемиот дел од времето, а? Пошто и Перо не смееме да го избришеме, бидејќи ти си му менаџер, за онака ќе го бришеме. Ајде, дајте му простор, ја затоа викам. Јас, Перо е за мене се знае. Благонадежан. Да ги поделиме подароците, да не забораваме. Од Перо добивме, тебе ќе ти дадеме подарок, извини. Добро. Знам да ги клоцнам гостите од време на време. Извини, не сум многу гостопримлив. Повели бучен козјак, јогурт, сирење, не знам што се има. Еве, едно за мене, а едно можем натаму кој ќе идам да му го дадам на господин Перо. Све има по две. Перо гуртна. Поделите, ако се видите. А можеш и да правиш компензација за возење. Да. Ти рекол Уве и Муаве ти кажа, за тебе рече дека секогаш без пари се возиш. Се многу убаво кажа. Ама ме по И фамилија. од Арис имаш подарок. Фала. Ете, кога си во врска, не биди без врска, дај на твојата девојка да зачисти по дома. И кај неја, и кај тебе. Да, и има још едно поклонче. Тоа е ресторан Етносо-Латинчески, ваучер, вечера за двајца, Жарко Јовановиќ. За гостување во емисијата нема ги отиш. Значи не е за Перо, Не е нема за Перо Перо да го Стојковиќа, не. Не, Перо не. Добро. Ако сакаш да го водиш, нема. Може, он ќе вози натаму. Ете ти. Така да Он ќе компензација Да, нека. не, Дојшо село, да рекуе, така да. Изволите, Жаре. Комплетна вечера за двајца. Наскоро да најавам и ресторан еден за свадби што има од 2025 го реновираат, ќе биде фул топ спремен, многу ресторан. Јас се надевам дека од цела Македонија ќе прават веселби таму. Поздрави до нашите генерални спонзори. Минерална вода Визијана ја конзумираме неограничено. Жаре, благодарам што беше наш гостин. Дечки, Ти фала ви на посакувам вас на успех покана. во оваа нова авантура. Фала. Што повеќе публика, добри настапи во театарот, во Куманово, а секако и на сите гостувања Скопје, били било кој друг град. Што повеќе ангажмани, ти си добар, квалитетен, млад, има сила во тебе, со среќа. Фала ви многу на покана и дојдете не на мене, на Перо, кога ќе има настап во живот, дојдете го гледате, ќе имате обезбедено местото обавезно и ќе ве чекаме. Обично луѓето не канат на вечера, еве Жаре не покани на Перо. Јас ќе ве поканам да останете до крај. Ичне уму да виду у последно време, не е нарно. Глупост. Па кад си ги последни пат избришајаве тие тегле, гледа какви се.
Никакви, земи избриши ги, па ќе видиш така како ќе видиш. Што збориш, бе? Редовно ја бришу научаре, бе. Барем еден пат месечно ги избришу. Ама не е до научаре. До знање, разбираш ли ме, човеку? Што бе до знање, демек не уму да виду. Ајде бе, глупости. Не со глупости, бе. Беше и вчера научно. И? И? Вика ми човек. Нема да е лошо ти барем азбуку да го научиш, па после да дојдеш да видимо дали видиш. Да видимо дали ќе видимо, а? Тако Да. искаш. Тако искаш. А ти цел живот тие тегли ги носиш. Абе, ти му вика не видувам, па. Ајде, ја ќе те вода, ај. Полака. Само полака не си. Секи си. Да ја кажам, браво, со себе се сложил со поранешниот ни премиер, освен со неговото бегство. Не знам, некако не ја излезе фраерски. Па можеш едноставно да остане тука, да. И како и сите други, кога ќе биде обвинет да се прави малку луд. Па сите, бре, знаеме дека е подобро да лежиш на психијатрија, отколку да лежиш отворен на патологија. Да биде бељата поголема, откако беше забележан со друга во Пешта, Унгарија, веднаш дојде и до развод. Па не е виновен човекот. Сите ние знаеме дека ако си толку цврст како карактер, ниту една жена не може да те задоволи како што може тоа две. Ние ќе бидеме сосема задоволни, само ако се вратиме следниот викенд, нормално, заедно со минералната вода Визијано, за убава и свежа мисла, млечните производи од Бучен Козјак, Алфи Техноцентар во Скопје и Куманово, детергентите од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски, а наскоро и во ресторан 1, 2, 3. Распрскајте се сви. Поголеми мајмуни има и од тебе, сакаш да кажеш погрешила. Не сме погрешили, чекам те само да ми кажеш колку големи. И незаборавниот, и така, да. И ќе права тука, а ништо. Еден од најсочни и најчести жаргон... Издеа, сам ги фиксираја велице во. Тоа повеќе мене ми личеше на бегање околу. Како карактер, да, една жена е тешко да те задоволи. Ниту една жена не може, леле.